Здраво на сите и добре дојдовте на мојот канал. Во ова видео ќе зборувам за ладнокрвно убиство од Труман Капоти. Јас го читав овој роман во ова издание In Cold Blood на оригинал. Книгава романов ми беше на полица, ми седеше добри 6-7 години сигурно. Меѓутоа стално некако одложував да го читам. Не знаев што да очекувам во однос на стилот, на приказната, и му дојде време. На некои романи и потребно им е вистинското време да бидат прочитани. Го прочитав. Такво ми беше темпото, читав помалку секој ден и го читав повеќе од 2 месеци, меѓутоа не ми смета, убаво искуство беше. Значи, ова е еден од најкултните, најпознатите романи во американската литература, особено во 20 век, објавен во 1965 година. И во ова видео, оно што сакам да го направам е да ви го дадам контекстот на романот, како е пишуван, затоа што тоа е дел од приказната и тоа е интересното, и неколку работи да ги спомнам што мислам дека мене ми се допадна во овој роман и зашто мислам дека вреди да се прочита. Ако Труман Капоти не ви е познат со овој роман, тогаш има големи шанси да сте слушнали за неговиот појадок кај Тифани. Овој роман, освен што е многу познат и се смета за прв пример на така наречениот true crime или криминалистички роман во кој што се опишуваат вистински случаи, може да се нарече и нефикцијски роман, журналистички роман, документаристички или документарен роман. Зошто? Затоа што она што Труман Капоти сакал да го направи со овој роман и процесот на пишување бил таков што прочитал една статија во New York Times за убиство кое што било извршено во Канзас, во кое што било убиено било цело семејство, значи 4-члено семејство. Труман Капоти се заинтересирал за целиот случај, значи заминал таму да истражува уште пред да бидат фатени убијците, значи на тоа семејство, па отишол да истражува, почнал да собира материјали, да интервјуира луѓе и сакал да ги земе сите тие факти, сите тие информации, да ги преточи во роман, нели базиран на вистински случувања. Ладнокрвно убиство е роман кој што не можам да ви го расипам во смисла на тоа дека ќе ви дадам спойлери, затоа што ова нема никакви допирни точки со who done it романите, или каде што, не знам, помислете на Агата Кристи се случува убиство и цело време сме во тензија, нагаѓаме и на крајот, сосема на крајот ни е откриено кој го направил убиството. Ова воопшто не очекувајте таков тип на роман. Значи, тука ни е дадено се. Значи, откриено ни е како се даден ни е контекстот, кои се луѓето кои што ќе бидат убиени, дадено ни е дадени се убијците, значи ги следиме што прават после убиството. Дадено ни е и нивното апсење, значи судскиот процес и на крајот нивното погубување, значи се во романот е дадено. Додека не знам, додека поминат 2/3 од романот, убиците се веќе уапсени, веќе се ставени во затвор, па подоцна во последниот романот е поделен на 4 дела. Во последниот дел тие се веќе уапсени и чекаат да бидат погубени. Значи начинот на кој што Капоти пишува тука не е да не држи во неизвестност или во некаква тензија па да откриеме кој го направил убиството, туку баш онака документаристички да тие факти ги претвори во роман. Нефикцијски роман. Сега тоа е многу интересен термин. Меѓутоа, има еден многу интересен факт, тоа е дека кога Капоти оди во тоа мало место во Канзас и се запознава со луѓето, со него оди и една негова пријателка од детството, ни помалку ни повеќе, тоа е Харпер Ли. Тие растат заедно во едно мало место во Алабама. Таа е негова пријателка Харпер Ли, е позната по нејзиниот исто така познат современ класик, култен роман To Kill a Mockingbird, или Да се убие птица подбивница. Таа оди заедно со него, значи собираат материјали, собираат повеќе од 4000 страници материјал. Што се случува во приказната? Значи најпрво ни е прикажано едно семејство, семејството Клатер, таткото Херберт, мајката Бони и нивните деца, нивната ќерка Ненси и нивниот син Кенјон. Значи ова е едно малте несовршено семејство, барем гледајќи од одстрана. Значи тоа е успешен бизнисмен, значи успешен земјопоседник, значи се занимава со жито, со земјоделство.
Значи, честен човек на интегритет, луѓето го почитуваат. Неговата жена која што можеби има некакви си, да речеме, во некаква депресија и не излегува толку често во јавност, меѓутоа исто така нивните деца, нивната ќерка Ненси, која е една совршена девојка, една баш sweetheart, и таа им помага на сите да учествува во не знам, училишни представи, помага на некоја другарка како да направи торта за некој настан. Значи, сите ја сакаат и сите го почитуваат ова семејство, типично за ова мало место, тие се верни членови на методистичката црква, значи почитувани, и кога се случува тоа убиство, буквално целото мало градче е потресено и просто не им се верува и почнуваат се прашуваат ако и поради сите шпекулации, покрај сите шпекулации, ако можеш ова да им се случи на овие луѓе, тогаш може на секој од нас. Тука има еден интересен цитат кој што многу зборува за ова. Пишува: сепак една жена учителка забележа. Луѓето немаше да бидат олку потресени да му се случеше ова на кое било семејство, само не на Клатер. Кое било помалку ценето семејство? Напредно, сигурно. Но тоа семејство представуваше се што луѓето тука ценат и почитуваат. И дека такво нешто можеше ним да им се случи, па тоа е како да ви кажат дека Господ не постои. Животот се чини бесмислен. Мислам дека луѓето не се толку исплашени колку што се длабоко потиштени. Значи, тука гледаме како реагира заедницата која што е потресена, значи Капоти баш онака новинарски ги вметнува мислењата, гласовите на разни луѓе, не знам, жената што работи во пошта или не знам, жена што работи во кафетерија локална, ги дава детективите, значи гласовите што се креваат после ова убиство, и после романот во голема мера го следи движењето на Ричард Хикок и Пери Смит, значи убиците, млади луѓе во своите доцни 20 години или на почетокот на 30-та година од животот, ги следи нив, значи, за да подоцна тие, ќе не ви го откривам тоа, ќе видите како ќе бидат обзнаени местото каде што тие се движат, некој ќе ги препознае, ќе бидат уапсени и подоцна почнува, нели, уапсени се, судени се и на крај се погубени. Оно што е интересно е што Труман Капоти е дел од целата таа приказна. Значи, тој е присутен кога ќе ги вратат со полициски коли во малото градче, ќе ги стават во локалниот затвор овие двајца убици. Значи, Пери и Дик, значи, кои ќе ги стават тамо. Тој е присутен и го пишува романот додека уште трае судењето. Подоцна тој толку ќе се внесе, значи ќе се запознае, ќе се спријатели со овие луѓе, затоа што од пресудата до извршувањето на казната ќе помина неколку години. Тој ќе им помага да пишуваат жалби, за да се одложи да добијат доживотна казна, и ќе биде присутен на самото погубување, затоа што во Канзас смртната казна се извршува со бесење. Значи, од една страна ова не е некаков морбиден или мрачен роман, меѓутоа сепак е ова роман кој што е многу згуснат со информација, ова е многу густ роман кој што содржи многу информации, меѓутоа сепак немате чувство дека читате некаква си сува, можеби новинарска статија или не знам, извештај за убиство, туку сепак имате чувство дека читате роман, добро напишан, со добра има чувство за пишување, за опис, Капоти. Значи, полека се, ако ви се брза, ако сакате да прелетате, може да си кажете, повде има премногу информации, премногу на некои моменти е бавно и оди действието, меѓутоа сепак ми се чини дека комплетно од почеток до крај овој роман ајде да не кажам совршено напишан, меѓутоа е одлично напишан. Значи, ја имате пред вас целата слика, целата приказна. Без да должам многу, сакам да кажам што според мене е клучната и најсилната страна на овој роман. А тоа не е изобилството на факти, иако сепак ова е фикција и сепак иако е базирано на вистински настани и Капоти истражувал неизмерно, сепак има нешта кои што не биле сосема така како што тој ги прикажува. Меѓутоа, она што е силно тука се карактерите и нивната позадина. Значи, давајќи ни една слика на ова семејство кое што речиси е примерно, речиси совршено семејство, пример за другите во средината, ние ги запознаваме длабоко, значи тродимензионално ги запознаваме овие ликови и можеме да се чувствуваме кога тие ќе бидат убиени. Од друга страна,
ако ја имаме позадината на овие ликови, на ова семејство Клатер кој што е убиено, имаме многу продлабочена позадина на убиците, значи како растеле, нивните родители, на што се надевале, како биле, не знам, едниот од нив живе со татко му на Аљаска, па се враќа, па се чувствува отфрлен, значи нивната длабока отфрленост и нивното растење, воспитување и како дошле, како станале тоа што станале. Значи, Капоти преку устата на овие луѓе, на убиците, ни зборува многу длабоко за нивната позадина, за тоа како растеле овие луѓе, како биле оформени, за тоа како стигнале до таму да го извршат тоа убиство. И до толку длабоко ни го прикажува тоа што нема да ве натера можеби да го оправдате тоа што го направиле, меѓутоа ќе ве натера да сватите дека работите се секогаш многу покомплексни, дека луѓето има позадина до како дошле до таму и всушност и постојат и кои што тие не биле вклучени во судењето, меѓутоа постојат психијатриски анализи и тестирања кои што биле направени на овие луѓе, нели, затоа што кога станува збор за смртна казна, требало да се види дали при свесна состојба или биле буквално ментално нестабилни, луди и го направиле тоа во некаков афект. Значи, постојат и исто така вклучени се во романот и тие психијатриски извештаи кои што ни дава еден страшен профил на овие луѓе и тие биле свесни. Меѓутоа ние сваќаме дека работите се многу покомплексни. Има една многу интересна сцена каде што тие седат во дворот на плажата на еден хотел и таму гледаат еден човек и Ричард гледа еден човек како седи целиот пие некој коктел или нешто и една жена го мачка со крем за сончање и тој пие, значи накитене со, не знам, со алки, со злато и тој вели, јас треба да бидам на негово место. Ова джукела не смее да биде на тоа место, јас го заслужувам тоа место. И гледаме дека растени се со чувство на обесправеност или дека животот им сгрешил, дека околината им сгрешила и така натаму и се борат да си го најдат своето место. Че многу комплексно, многу слоевито се прикажани сите овие ликови. Има дилеми и тоа го дознав и од овој поговор, потоа истражував малку дека Капоти премногу го романтизира малку Пери Смит и го прикажува и всушност се става себе си во неговиот лик и тоа е приметливо. Тоа е приметливо, го забележав дека едниот лик Пери Смит, едниот од убиците е многу на поубав начин прикажан и некои сметаат дека Капоти всушност на некој начин го симпатизирал и го прикажал на пофин начин отколку што тој вистински е бил. Оно што сакав да го направам е да ви ја дадам позадината и контекстот на овој роман, значи на некој начин ви открив се, меѓутоа не ви открив ништо, затоа што убавината на овој роман е на начинот на кој што е раскажан и сите тие детали, сите тие финеси кои што не може да ви се пренесат во некаква ваква рецензија или некаков осврт, туку што и ќе треба самите да го прочитате романот и да видите за што станува збор. Ова е роман кој што дефинитивно ви го препорачувам, мислам дека е современ класик, се надевам дека ве заинтересирав да земете да го прочитате, значи го има на македонски, можете да го најдете. Толку во ова видео за ладнокрвно убиство од Труман Капоти ви го препорачувам романот. Чувајте си, се гледаме со наредното видео. Чао!